Деновиве воздухот во Приштина бил како оној во Пекин, кој се смета за еден од најзагадените градови во светот. Мониторот за квалитетот на воздухот на амбасадата на Соединетите држави покажа дека нивото на загадување со PM честички е повисоко од 50, што се смета за максимално прифатено. Децата носеа маски кога одеа по училиште во главниот град под магла. За да се потенцираат проблемите, маски за лице беа ставени и на статуите на мајка Тереза и на поранешната државна секретарка на Соединетите држави Медлин Олбрайт. Ни Срете Дода од Приштина вели дека дури воздухот во незиниот дом е лош, затоа што заборавила да затвори прозорец преку ноќта. Bram rastisht e kom lënë dritare e qelë, këtë banesës i vike e ratym. Студентот Албион Шалја пак вели: Unë personalisht po mendoj që është pak të na shta më mirë, ndikon pak më pozitivisht me mbajt maskën ka të ecim në qytet. Nuk e di saktë nëse veç ka rezultat shumë të mirë, por prapë po shpresoj që është më mirë se ne pa maskë fare. Чадот од електраната Косово Б во Обилич на 10 километри од Приштина постојано создава облак над главниот град. Луиджи Брусе од Канцеларијата на Европската Унија во Косово изјави дека Брисел подпиша договор со косовските власти да инвестира 76 милиони евра за обнова на фабриката, почнувајќи од мај следната година, за да се намали прашината што ја произведува. Европската Унија исто така инвестира 7 милиони евра за да го зголеми капацитетот на централниот систем за греење, термокос, за уште 2000 домакинства или околу 10.000 жители, вклучувајќи училишта и градинки. This means that the Kosovo B is progressively becoming aligned with the directive on large combustion plants and the directive on industrial plants. So this is a big step in order to improve the quality of air in Pristina. Министерот за животна средина во заминување Фатмир Матоши вели дека јавните институции повеќе не користат јаглен за греење и оти престанала практиката да им даваат на нивните вработени вреќи со јаглен како награда. Ние разговараме со луѓето, ги известуваме колку е опасна ситуацијата, особено во зима, вели Матоши, додавајќи. And we asked from the people for help, because every single citizen in Pristina can help in this problem. Not using the cars as much, not using the heating as much, and different other activities they can do in accordance that we will have some better air in Pristina and Kosovo wide.